Почитувани гледачи, следите Студио 10 на Телевизија 24. Во овие 2 часа имаме две теми. Во првиот дел ќе зборуваме за корупцијата и борбата со неа, во вториот дел за трговијата со луѓе и справувањето со овој феномен во Македонија. Антикорупцијска година со лош старт, што се крие зад набавката на кинеските вакцини. Лаверита објавува писмо во кое министерот за здравство ја ослободува Синофарм наводно, односно Кина, од негативните последици на вакцината, која е фирмата преку која се барала помош или посредништво за да ги добиеме вакцините. Повторно се тресе фотелјата на Драги Рашковски, кој сега е во премиерскиот кабинет, и следи како се реализираат проекти. Владата застана зад него, доцна синоќа објавено е соопштение со кое се тврди: не е прекршена процедурата за набавка на софтверот за сообраќајни прекршоци и нема судир на интереси со неговиот патент кој носи сличен наслов и е изработен во 2017 година, истата година кога е основана фирмата која го доби владиниот тендер. Но во соопштението недостасува клучниот одговор. За која потреба е набавен овој софтвер? Се повикуваат надлежните институции, антикорупцијската комисија да го истражи случајот и да ги расчисти сомнежите. Што прави обвинителството и дали ќе се позанимава со овој случај, прашањето кое се поставува? Комисијата за спречување на корупција веќе анализира. Што е спорно? Ја прашуваме председателката на антикорупцијска Билјана Ивановска, Рашковски до сега не ни одговори на прашањата. Остануваме на оваа тема. Исто така ќе биде тема на дискусија и случајот со струшкиот директор Мухамед Асани. Арачиново, малиот даночен рај во земјата со големи надежи и ветувања за немилосредна борба против корупцијата. Во студиото гостинка е председателката на Transparency International Слагјана Тасева. Почнуваме со ред. Пред еден час излезе писмото кое наводно Венко Филипче го испратил на италијанскиот весник, кој го испратил до Синофарм, а го објавува италијанскиот весник Лаверита. Дали ја имаме Ивановска веќе на линковско вклучување? Ивановска, дали ги погледнавте најновите информации, има ли простор за постапување во овој случај на антикорупцијската комисија? Доколку ја немам Ивановска на линија, одиме со нашата гостинка во студио. Слагјана Тасева, добро утро. Добро утро, благодарам за поканата. Благодарам што сте овде. Дали ги погледнавте најновите информации кои што се објавени во Лаверита? Знаете ли за што станува збор? Има ли простор за сомнеш во овој дел во однос на набавка на вакцини од кинеската Синофарм? Ги проследив информациите онака колку што беа презентирани во медиумите. Се разбира, немаме целосни информации, се додека не се видат информациите кои што во секој случај треба да ги објави и министерот Филипче и владата за тоа на кој начин се тргнало во постапка за обезбедување на вакцини. Секогаш и она што е објавено во медиумите треба внимателно да се проследи. Во случајот Лаверитас, она италијанската медиумска агенција или медиум кој што објави информација. Во секој случај сите овие информации не се добри, сите овие случувања не се добри, затоа што зборуваат за еден многу неорганизиран пред се процес во набавки на вакцини, кои што се приоритетни за било кој дел од активностите на владата и во однос на организирање внатре на владата, комуникација со меѓународни организации, комуникација со странски држави, и начин на кој што треба да се обезбедат тие вакцини треба да биде многу транспарентно пред се, затоа што сепак станува збор за висок интерес на граѓаните и станува збор за трошење на јавни пари. Дали било во ред да се нарачуваат вакцини преку приватни компании или преку посредници во ситуација кога можело да се направи директен контакт со државите, кои што се подготвени меѓусебно да помагаат за овакви ситуации,
а особено со државите со кои што имаме дипломатски контакти, имаме дипломатски представништва во нашата држава. Друго е да кажеме немаме контакт, немаме дипломатско представништво, немаме со кого да работиме, мораме да одиме со посредници. Така да ова цела ситуација создаде една непријатност и во државата воопшто и кај граѓаните што се случува воопшто со набавките на вакцините. Дури во позадина го гледам и прашањето дали и набавките на вакцини ќе се злоупотребуваат за да се оствари некаков профит или интерес, што апсолутно треба да се расчисти. И на тоа првенствено треба да инсистираат владата и институциите на државата да одговорат на сите овие прашања и да не ги тргнат дилемите од типот дали ова е однесување најправилно и најсоодветно и надсе законито. Ивановска, ја имаме веќе на линија. Дали се заинтересиравте за овој случај? Предпоставувам ги проследивте сите информации околу набавките на вакцините. Добро утро најпрвен и на вас во студиото и на вашите гледачи. Некаква микрофонија се чувствува, не знам. Ве слушаме, во програма сте. Да, поведе. Добро, сакав да кажам дека не изненадија овие настани информации од утрово, односно повторно се наоѓаме во ситуација да видиме дека нашиот систем не функционира, дека постои неорганизиран процес на набавка, дека начинот за набавка на вакцините не е прецизно утврден, ризиците од корупција повторно доаѓаат на високо ниво, дотолку повеќе што гледаме дека се набавува од приватни фирми, мислам се преговара со приватни фирми, не се користат стандардните канали, државни канали за набавка на вакцините. Се на се ова ја нарушува довербата, можеби најдобри биле намерите, меѓутоа на ваков начин извршување на овие активности ја нарушува довербата на граѓаните во институциите. Бидејќи ова е многу таза информација од утрово, ние на денешниот колегиум ќе разговараме и за ова и ќе видиме дали ќе се зафатиме и со овој случај, некако многу ни се зголеми бројот на случаите во последно време од вакви афери од кои што новинарите доаѓаат и скопуваат информации. Меѓутоа, што е тоа? Па ќе видиме како ќе продолжиме понатаму. Мислам дека има работа не само за антикорупцијска, туку и за останатите институции кои што се занимаваат со оваква проблематика. Ивановска, тука предпоставувам мислите на обвинителството. Апсолутно. Кој е вашиот став во однос на тоа како треба, дали поажурно би требало да настапат тие правосудни инстанции? Зошто секогаш се чека на последно да се вклучат во некој скандал? Тоа многу... Повеќе пати сме разговарале за Добро. Повеќе пати сме разговарале за односот на јавното обвинителство кон моменталните случувања, се тие некако на страна тргнати. Мислам дека треба да излезат со став и да кажат да, ова заслужува наше внимание, ќе се разгледува, ќе се донесува ли јавна обвинителска одлука, ќе се истражува претходно случајот и така натаму. Значи, ова се поголеми случаи кои што заслужуваат по мене внимание од страна на јавното обвинителство. Ние можеме да се забавиме со овој случај, да видиме како функционира системот, дали функционира, дали има утврден начин за набавка на вакцините, дали има утврден начин на кој начин ќе се трошат парите на граѓаните. Нашето до тука застанува. Ние, антикорупцијската комисија има надлежност да ги утврдува системските слабости. Меѓутоа, сите оние понатаму подлабоки злоупотреби треба да се ги зафати јавното обвинителство. Тасева? По мене овде пред се треба да се вклучи јавното обвинителство, како што кажа Билјана, се разбира антикорупцијска треба да ги согледа дури и откако јавното обвинителство ќе заврши својата работа, да ги согледа пропустите и слабостите во системот кои што можат да укажуваат на ризици од корупција, за да може да се интервенира во подобрување на системите за
координирање за набавка, за управување, за носење одлука и така натаму. Меѓутоа, во ситуацијава, ние имаме многу јасна одредба во кривичниот законник, која што треба да се провери. Дали ова действие одговара на елементите на тоа кривично дело? Дали може би станува збор за некаква злоупотреба во јавна набавка, која што дури представува и квалификаторен облик во делот на висината на сумата? Значи, зачудува инертноста на јавното обвинителство. Зачудува тоа дека јавното обвинителство во ваква ситуација, каква што кажа Билјана, имаме постојано афери и случаи, тие не се организирани на начин да можат да ги проследат сите овие случаи соодветно. За да проверат, имаат тимови внатре кои што можат да се организираат и да ги задолжат надлежните институции, вклучително во случајов на јавна набавка и финансиската полиција и Министерството за внатрешни работи, да ги проверат сите аспекти на овој настан, од планирањето на набавката до начинот на кој што се договарало и како се префрлувани тие пари и зошто се вратени назад, и да ги расчистат сите аспекти за да се утврди дали тука постојат основи за водење на кривична постапка. Ако не постојат основи за кривична постапка, нека ни кажат зошто, нека ја предочат целата анализа на јавноста со сите документи, затоа што се ова и сите писма кои се упатени и договорите се јавни документи. Документи од јавен карактер кои што треба да бидат ставени на увид на јавноста. А откако институциите ќе утврдат дали има или нема основи за сомневање за сторено кривично дело, тогаш можеме да се занимаваме со системските проблеми. Системските проблеми се нешто што доаѓа откако ќе утврдиме со какви се состојби се соочуваме, за да можеме да ги избегнеме или да ги превенираме за во иднина. А сега ние да оставиме прво да се занимаваме со системот, а никој да не го третира аспектот на криминал или можности за злоупотреба во оваа ситуација, е апсолутно несоодветно постапување и несоодветно одговор од страна на институциите за ваква ситуација. Премиерот вчера вели, апсолутно негирам било какви лоши намери и незаконски действувања во однос на ова што се случува со... Тоа го слушнавме, можеме да веруваме или да не веруваме, но јас би сакала да проверам. Вие барате да бидат објавени сите документи, целата преписка. Сето тоа треба да биде објавено, сето тоа треба да биде анализирано наспроти нашите закони, кои што ние имаме јасни закони за постапување во ситуација на јавна набавка, во ситуација на итна набавка, како треба да се постапува, да се носат одлуки и склучуваат договори, и да видиме откако сето тоа ќе се расчисти, тогаш можеме да му кажеме на премиерот, добро, вие бевте во право или не бевте во право. Значи, јас не сакам анблок да верувам. Може да биде тоа е политички став и изјава, дека нема лоша намера, од каде да знаеме ние дека е така, затоа што оваа ситуација е несоодветна, невообичаена и не слушнавме никаде да се случило на друго место. Имавме една изјава од министерката Радмила Шекеринска, да подсетам, таа кажа во однос на авансот можевме и да не кажеме дека е вратен. Па многу убаво, како така да не кажат? Значи немаат право да ги прикриваат тие информации. Целата постапка за овие набавки треба да биде јавна и достапна на јавноста и на граѓаните, и ги повикувам дури, еве и владата и министерот Филипче, уште веднаш да ги објават сите овие документи. Ке преминеме на уште еден случај поврзан со владата, конкретно со Драги Рашковски, кој што сега е во премиерскиот кабинет и анализира како се спроведуваат проектите. Ивановска, за случајот на Рашковски со софтверот за сообраќајни прекршоци, вие веќе имавте некој став по ова, личен став, меѓутоа владата синоќ излезе и со соопштение, кое што го делумно цитирав во влезот на емисијата. Дали нешто ви се разјасни со соопштението на владата? Значи, него не сме го разгледувале се уште соопштението на владата. На вчерашниот колегиум го отворивме предметот како предмет. Понатаму ќе се следи редовна процедура, ќе се бараат сите податоци, сите документи. Кажавме, она што беше наведено во медиумите, за нас беше доволен основ за да го отвориме овој предмет и да видиме на кој начин
функционира системот, дали има системски пристап кон утврдување на потребите, на кој начин комуницираат институциите помеѓу себе за потребите, значи за нас информацијата што простори во медиумите дека е набавен софтверот и дека тој се уште не се користи, односно дека една институција го набавила наводно за потребите на друга институција, а таа отфрла дека е потребен таков софтвер и најавува дека ќе си купи свој софтвер, за нас тоа беше еден доказ дека системот целосно не функционира и од тие причини донесовме заклучок дека треба да се отвори предмет. Меѓутоа, понатаму ќе се следи редовна процедура и постапка, ќе го разгледаме и тоа соопштение. Ова емисија се одвива токму во времето кога што требаше сега да го одржуваме колегиумот, така што како што ќе се одвиваат активностите и кога имаме готови резултати, ние ќе ги соопштиме на јавноста. Јас нема да ве задржувам уште долго, Ивановска, само ќе ја подсетам, вие имавте уште еден случај за Рашковски. Дали се уште е отворен случајот Леонардо? Да, отворен е тој случај, иако голем дел од активностите се завршени, останува уште еден мал дел да се направат уште неколку интервјуа со вработените од МАНАФ и случајот ќе се затвори, односно ќе се објави во јавноста. Каков ефект ќе има овој случај, да не ја прејудицираме ве сега одлуката или заклучокот, кога јавното обвинителство веќе пред година дена и повеќе донесе одлука дека тука нема простор за јавно обвинителско постапување? Што може антикорупцијската комисија? Битен е аспектот кој што го гледало јавното обвинителство. Ние малце го гледавме пошироко. Ја гледавме целата набавка на опремата од почетокот, од утврдување на потребата, па како бил процесот на извршен за јавни набавки. Значи, една малце по-комплексна слика и извлековме и едни други заклучоци кои што не се тесно поврзани само со тогашниот генерален секретар, така што мислам дека сепак ќе придонесеме за подобрување на, пак ќе кажам, на функционирањето на системот во државата кога се станува збор за позаемени пари од странски банки и користење на заеми за набавка на опрема. Само накусо, еве ќе се префрлам и кај Тасева повторно во студиото. Како го толкувате вие тоа соопштение? Ви се разјаснија ли некои работи? Што остана да виси во воздух? Тоа соопштение воопшто не треба ни да го толкуваме. Тоа соопштение беше еден лош обид, би рекла, да се објасни или да се оправда една ситуација и воопшто не е соодветно и не дава одговор. Едноставно се труди да ја оттргне повторно дилемата или сомнежот дека тука нешто е направено надвор од законите на оваа држава. Јас повторно ќе повторам, не сакам да се повинувам и да верувам на таков тип на соопштенија, поготово што тука недостасуваат многу работи, недостасува едноставно од каде произлегла потребата за набавка на таков софтвер. Кој во државава носи таква одлука? Дали за тоа постоела претходна некаква планирана активност, дека ќе се воведе таков тип на следење на сообраќајот и кој треба да донесе таква одлука? Дали е владата таа што треба да спроведе таков тендер? Знаете, кога го слушав ова вчера, ми заличе многу на случаите АФИС. Се сеќавате на аферата кога се набавени опрема за правење на лични карти и пасоши, наводно за Факултетот за безбедност, и наводно таа опрема се наоѓа во МВР, никој не потврди, МВР дури рекла дека немале таков договор. Ние повторно имаме ситуација на набавка на нешто за некого, а тоа нешто на тој не му е потребно или не е донесена никаква одлука и стратегија. Ние, ако одлучиме за таков софтвер, треба да знаеме дека тоа се прави на територија на цела држава, како ќе се набавува и така натаму. Значи, многу работи се тука повторно нејасни. И повторно ги повикувам јавните обвинители да си ја остварат својата улога. До сега немаме да не стануваат на овој начин, стануваат што соучесници, прикривачи, едноставно дозволуваат ваков тип на дилеми и однесување да се повторуваат без некакво ограничување
И на сето тоа се завршува со некаков став или изјава од владата дека тука нема ништо спорно. Извинете, ама тоа дали има или нема треба да го каже некој друг. Очигледно дека кај нас недостасуваат сите алки во системот од аспект на водење на политики, кој одлучува за одредени работи, кој е надлежен, кој спроведува постапка во случајов или одлучува за јавна набавка, од каде се обезбедуваат парите и зашто тоа ќе се користи. И кој ова го контролира, како ова поминало без никаква реакција или контрола од било која надлежна институција. Значи, има многу прашања кои што допрва се отворени и се отвараат и на кои што ние мораме заедно да бараме одговор. И повторно ќе кажам, работењето на Државната комисија за спречување на корупцијата не е да го истражи криминалот или евентуалното постоење на основа за на неправилности. Нивната работа е да ги коригира евентуално ризиците од корупција во тој систем, кои очигледно дека постојат. Ивановска, уште еден аспект во овој случај. Освен што имаме софтвер за кој што не се знае за кого е потребата да се набави и каде ќе се имплементира, каде ќе се користи, има една многу интересна голема случајност. Ваков софтвер со сличен наслов Рашковски патентира во 2017 година во февруари, а фирмата Invoca Group, која што го добива тендерот за овој софтвер, е основана 4 месеци потоа. Ова се информации кои што веќе се објавени на 360 степени, колегите кои што го отворија овој случај со Рашковски. Дали е ова исто така спорен момент? Да, и оваа информација беше разгледувана од наша страна, кога ги утврдувавме елементите за отварање на овој предмет. Многу е симптоматично, тоа навистина останува да се провери, да се види дали е точно. Сега светот е многу понапред во однос на дигитализацијата, може да се потврдат сите податоци, да се утврди дали е тоа вистина или не е вистина и што тој патентирал, како и да е. Сега е рано да се кажува, меѓутоа наводите се сериозни во секој случај, така што ќе постапиме по овој предмет, па ќе видиме што ќе се случи. Ивановска, ви благодарам за овој дел од гостувањето со оглед на вашите најави и брзање дека морате да стигнете на седница на која што токму за овој случај треба да се расправа во антикорупцијската комисија. Ние ќе си продолжиме со разговорот во студиото Тасева. Истото прашање, што е со овој момент на патентирањето? Дали тоа дополнително дава тежина за да се направи поголеми сомнежи во овој случај? Значи, овој момент и другиот момент и начинот на набавката и кој набавил и зошто тоа е набавено така, сите овие моменти треба да се истражат од сите аспекти во временска рамка, кога се случила, каква била хронологијата, кои биле действијата кои се преземале прво, па второ, па трето, за да видиме дали некој, например, регистрирањето на компанијата се совпаѓа со времето кога бил распишан тендерот и така натаму, дали постојат претходни договарања, дали можеле други луѓе да учествуваат на тој тендер. Значи има многу прашања, но тие прашања се за јавното обвинителство, пак ќе повторам. Навистина зачудува инертноста и невклучувањето на јавното обвинителство во овие постапки, барем да најават дека ќе преземат во рамки на своите надлежности, за да можеме ни од нив да очекуваме некакво постапување согласно нивните надлежности и согласно законите на оваа држава. Значи, не можеме да очекуваме владата, тоа не е работа на владата. Да, меѓутоа владата застана за Рашковски. Може да донесе антикорупцијска програма во која што ќе каже имаме нула толеранција за корупцијата и тоа да го направи пред 2 недели, а денеска да биде селективна, односно да вика ама немојте да гледате во нашиот двор. Можеме нулта толеранција за корупцијата, ама на друго место. Тоа што се случи во владата, ние гарантираме дека е во ред. Не, ние сакаме сето тоа соодветно да биде проверено и да ја помине истата постапка како и сите други случаи за кои што
зборуваме и денеска, и вчера, и ќе зборуваме во иднина. Владата треба да се вклучи во борбата против корупцијата со обезбедување на услови за борба против корупција. Но не треба да се меша во работењето на институциите кои што треба да се борат против корупцијата. И тие работи треба да се разграничат и ставот на владата воопшто не треба да биде важен за јавните обвинители. Тие треба самите да си го проверат целиот случај. Првичниот став, не знаеме дали тоа е нешто што ќе затвори приказната од страна на владата во овој случај со Рашковски, е дека владата застанува зад него. И нема ништо спорно во однос на тендерот, во однос на целата процедура, меѓутоа единствени институции кои што тука се споменуваат, а нели тој софтвер треба да се користи некаде, се Бирото за јавна безбедност и Министерството за внатрешни работи. И тука има наведено некакви преписки, но не за да се објасни потребата, туку да се провери дали е функционален тој софтвер. Веројатно се мисли на дури откако е нарачан, па да видиме дали функционира, дали е добар, дали кога истекува гаранцијата. Има многу нејасноти и во однос на тој дел. Значи, првен кога велиме владата застанува за Рашковски. Дали владата за ова донесе одлука на седница на влада? Кој застанува за Рашковски? Значи, сите действија имаат и исто така индивидуална одлика. Ние не можеме да кажеме ставот утврден на влада, откако владата ги проверила сите аспекти. Настанот се случил пред 3 години, кога не била оваа влада. И затоа имам резерва и кон тој став. И мислам дека не е добро да се избрзува со такви ставови, затоа што утре тоа ќе бара одговорност и од тие што денеска ги изнале таквите ставови. Мораме да научиме дека треба да се однесуваме одговорно. Било каде да се наоѓаме во оваа држава. Дали седиме во јавното обвинителство или во владата, или сме овде како граѓани. Значи, сите мораме да бидеме одговорни во тоа што го работиме. Дали Рашковски требаше да си поднесе оставка сам до сега? Кога зборуваме за одговорност? Значи, за во однос на тоа оставам, имаат сега етички кодекс за во контекст на тој етички кодекс. Според мене Рашковски досега многу пати е повикан за различни прашања и досега многу пати требаше да се заблагодари и да каже дека со своето делување можеби повеќе штети на оваа влада отколку што придонесува за незиното работење, може ќе биде покорисен на друго место, да се тргне од таму каде што постојано се држи, а не знаеме од која причина. Значи, не знам кои се причините, намерите, дали е толку силна компетенцијата или довербата, меѓутоа, ако една таква доверба доведува до нарушување на кредибилитетот на една влада, тогаш сето тоа треба добро да се процени. Од друга страна го поставивте прашањето на Министерството за внатрешни работи. Тие на кои што треба или на чии одлуки треба да се засновуваат ваквите набавки. Но сето тоа треба да биде соодветно испланирано. Во Министерството за внатрешни работи се користат многу средства за комуникација, се користат многу средства за проверка и контрола не само на брзината во сообраќајот, него и на сите други действија, вклучително алкохол, дрога и така натаму. И за сето тоа постои некаква процедура за одлучување и за набавка, затоа што ако ништо друго, ако тие решиле да купат ваков еден софтвер, треба внатрешно, целосно, целиот систем да се преуреди. Од регулативата, стандардни оперативни процедури, како ќе се доставуваат тие пријави, кој ќе ги прима информациите, сето тоа е многу еден комплексен процес и не слушнавме дека такво нешто воопшто било размислувано или планирано. Според моите информации и она што дел беше објавено досега, во МВР допрва се дебатира за потребата на такво нешто. Се има посебна работна група која што во моментов можеби е во некоја фаза и утврдува дали тие безбедносни камери, не зборувам за овој софтвер, значи за идна набавка
на ваков софтвер и дали треба тие безбедносни камери да ја снимаат регистрацијата или ликот што вози внатре, согласно законот за приватност. Значи, они се уште на тоа ниво на дебата. Сето тоа е дополнително нешто што треба да се утврди. Има многу силни барања и од Европската комисија за заштита на доверливите и личните податоци. Лице, собрекајна регистрација, лица во возилата, кои се превезува во едно возило, како ќе се тоа превенира да бидат злоупотребувани сите тие податоци. Меѓутоа, јас, бидејќи се бавам со антикорупција, перење пари, организиран криминал цело време, дури и не сакам да помислам дека ова станува збор за некаква инсайдерска информација, дека они однапред знаат, дека МВР ќе развива такво нешто и дека еве си го обезбедиле да овој софтвер биде единствениот кој што меѓутоа демантира МВР велат дека ние не сме имале никаков план за набавка на тоа. Дополнително тоа беше во техничка влада. Тогаш Оливер Спасовски беше... Ако немаат план, ама утре кој ќе се каже, ма ние веќе сме го купиле, ајде да не набавуваме друг. Значи, апсолутно сакам сите дилеми некој да ми ги отстрани мене и вам. Дека тука не станува збор за никакво сценарио, никаква и зошто се потрошени тие пари кога таа набавка не била планирана и не била неопходна. Очигледно е, јавните набавки првенствено треба да бидат планирани, односно да се утврди потребата, да се испланира и да бидат потребни. Значи, вие најмалку што очекувате е Рашковски да излезе на пресконференција, во детали да го објасни случајот како, што и зошто набавувал и да си поднесе одговорност. Значи, Рашковски треба да се повлече, според мене. Во целата оваа ситуација, он треба да обезбеди чиста ситуација за да може целиот случај да се истражи, без да ја става владата во ситуација да дава ваков тип на соопштенија. Ако тој човек седи внатре и владата знае дека е тој тука, се става во ситуација да го штити. Ако тој се тргне од таму, ќе биде можно апсолутно објективно, иако и сега треба да биде можно апсолутно објективно разгледување на целата оваа ситуација од страна на надлежните органи. Тие мора уште денеска да влезат таму и да обезбедат целата документација. Владата постојано напоменува дека ќе се бори против корупцијата, дека нема да има недопирливи, а на крај излегува дека само Лидија Димова била таа која што не може да биде недопирлива. Апсолутно ова представува уште една можност да се покаже дека ќе се води политика на нулата толеранција кон корупцијата, која што ќе почне од сопствениот двор. Знаете, и самото појавување на сомнеж. Сомнежот е повторно перцепција на граѓаните. Така, граѓаните сега веќе имаат поинаква перцепција кон таа влада, која што веќе ни се појавува во два случаи, во еден ден, кои што појавуваат сомнеж. Владата мора да ги расчисти веднаш тие ситуации, владата и надлежните институции, за да ние имаме доверба во таа влада. Дека ќе ја води државата како што треба и дека апсолутно ќе воведе нулта толеранција кон корупцијата. Кога сме кај недопирливите, нели ги споменавме, што е со директорот на Струшката болница Мухамед Асани? Утврдено е дека имал гинеколошка ординација на диво во неговиот дом, меѓутоа од Лекарската комора, Министерството за здравство објавија дека немало пропуст во неговото работење. Прашањето ми е, дали тука веќе се станува збор за прашањето за етичност или треба да се бара кривична одговорност? Зошто не е разрешен директорот? Мислам дека ова е многу повеќе од етика. Не може да се бара само етика. Овде прво станува збор за незаконити однесувања. Ако некој има неовластена, незаконска ординација, тоа е веќе незаконско действие. Ако тој некој е носител на функција поврзана со истата дејност, каде што постои можност пациентите од болницата да ги упатува во својата ординација и тука да има интереси, да има судирни интереси, тоа е уште поголем сомнеж за злоупотреба на службената положба и овластувањата. И тука јас можам да набрам уште неколку действија кои што се подведуваат под одредбите на кривичниот законник. И тука повторно ќе кажам, има многу работа за јавното обвинителство, вклучително и аферата со родилката. Да, значи тука се тоа треба добро да се испита.
Меѓутоа, кој треба да го потегне прашањето за разрешување? Најмалку што треба да се случи е тој директор повеќе да не е директор. Значи, каква држава сме ние, кога гледаме и знаеме, дека директорот на болницата има во сопствената куќа нелегална ординација, ама тој се уште е директор. Зошто? Затоа што ние сме заробена држава. Затоа што имаме слаба држава и слаба влада која што не може да донесе соодветни одлуки. Затоа што ќе се загрози политичкото мнозинство. Значи, многу прашања се во игра тука. Но ние не смееме да бидеме заложници на овие прашања. Граѓаните бараат државата да обезбеди владење на правото. А владење на правото подразбира ваков тип на незаконитости да се вратат во рамки на законот. Односно, ординацијата да не функционира, лицето кој што постапило без интегритет, без етика, значи секој раководител на институција мора пред се да има такви квалификативи, да биде лично со интегритет, да постапува етички, да постапува во согласно со закон и да не може да му се најде забелешка дека го злоупотребил законот. А поготово законот во областа на своето работење професионално. Значи, тука повторно имаме ситуација на заштита, на неказнивост, на недопирливост на лица кои што се блиски до власта. Затоа што директорите на тие здравствени јавни установи ги назначува владата, односно се поврзани со политиката. И сето тоа повторно не доведува во прашање да заклучиме дека ние сме неслободна држава, дека имаме држава во која владата е слаба и во која што не може да се воспостави владење на правото, што никако не ни оди во прилог. Би сакала сето тоа да биде спротивно, согласно со последните заложби дека ќе се воспостави нулта толеранција на корупцијата. Но ева имаме 3 примери само денеска кои што не одат во таа насока. Правите разлика, каква е вашата перцепција во однос на борбата за расчистување со корупција, со воспоставување владење на право во македонскиот и албанскиот блок ТАСР? Па некако за албанскиот блок и немаме воопшто информации тамо како корупцијата да не постои. Значи, ние не разговараме на таа тема воопшто. Значи, немаме информации за тоа што се случува. Еве, ова е случај за кој што разговараме, затоа што е болницата во Струга. Меѓутоа, во сите ситуации, како се располага со средствата, како се водат јавните набавки, имаме ситуации, еве, неплаќање на даноци и така натаму, значи, ние не разговараме на таа тема. Ние едноставно во делот на борбата против корупцијата, ако ги погледнеме сите случаи, сето тоа е само поврзано со македонскиот политички блок. Исто ќе го споменам во контекст на ова и единствените функционери од ДУИ, коалициониот партнер во оваа влада, кои што се гонети, за кои што има пресуди, конкретно за изборните нерегуларности, се Ејуп Алими и Исмет Гури. Значи, тие сега и немаат некаква функција. Алими беше предходно во предходната влада координатор на пратеничката група. Меѓутоа, интересно е што нивниот предмет е стигнат до апелација, тие добија по 3,5 години затвор во првостепена постапка. И сега од ноември Висшето јавно обвинителство, мислам, не ме фаќате за збор, висшиот обвинител Дилавер Бектеши, не го пушта предметот во апелација на одлучување, по мислење. Што кажува овој случај? Дали ова придонесува на влијание на перцепцијата и е еден од тие случаи кои што не спуштаат на 111-то место? Значи, и овој случај, и случаите за кои што предходно зборувавме овде, се она што значи работа и постапување на јавното обвинителство, само јас можам да набројам случаи повеќе во кои што јавното обвинителство донело одлука и таму каде што имало докази и елементи за поведување на истрага и водење на постапка, донело одлука дека таква постапка не треба да се води од X причини. Парите биле вратени во буџетот, секако ќе биле потрошени толку пари, ова не произлегува од таму, предметите се оставени таму на користење, не се земени, значи имам неколку примери такви јас. Ние би требало да го
добро да се проанализира во рамки на овие реформи во правосудството, одлучувањето на јавното обвинителство во постапките во кои се вклучени носители на функции или лица блиски до политиката и власта, и ќе видите дека тука процентот на одлучување во насока на водење на истраги е многу мал. И треба да видиме на што се должи тоа. Значи, јавното обвинителство апсолутно не ја оправда својата улога кога станува збор за контрола или за борба против корупција, ако знаеме дека корупцијата по дефиниција е врзана со власта. Ваквото однесување на еден јавен обвинител укажува дека и таму не се почитуваат роковите, затоа што во законите постојат рокови за постапувањата во јавното обвинителство. Ако не се почитуваат роковите, треба да има постапка да се провери зошто не се почитува рокот, зошто предметот се чува во фиока. Повторно се доаѓаме до она, јавното обвинителство седи на предметите и ги чува во фиока, дали некаде низ другите инстанции, вишо и погоре, или едноставно таму каде што се основните јавни обвинители. Сега, која е логиката од една страна владата да дава 30 милиони денари помош на една општина која што не плаќа данок и представува еден локален даночен рај во оваа држава со големи надежи за борба против корупција? Да, зачудува сето ова како ние за само 2 недели откако се објави нели индексот, еве еден месец откако се објави индексот на 111 место и рековме тоа е само перцепција, односно рекоа, па порекоа луѓето од власта дека ова е само. Па сега гледаме дека тие индикатори на кои што се заснова тој индекс повторно ќе ни бидат предочени на следниот извештај ако се продолжи вака. Сите овие ситуации, затоа што ова неплаќањето даноци влегува во економските индикатори. Која е тука равноправноста на економските оператори во државава, ако се знае дека некаде се плаќа, некаде не се плаќа данок? Образложението е нема решение за наплата на данокот, бидејќи нема база на податоци на даночни обврзници. А кој требало да ја обезбеди базата на податоци? Од кога тоа нема таму решение? Дали немало воопшто никогаш? Значи ли тоа дека јас како граѓанин на оваа држава плаќам данок, а некои таму не плаќаат данок? Зошто? За споредба 2,5... Како можело да затаи механизмот на контрола? Имаме ли ние тука задолжена е управата за јавни приходи? Постојат ли инспекции? Инспекцијските служби очигледно не функционираат од овој аспект. Управата за јавни приходи можела ли воопшто да воспостави таков систем? Или повторно доаѓаме до прашањето на мешање на политиката? Па некој да каже, таму нема да се плаќа данок. Чисто за споредба, општина Центар годишно прибира 2,3 милиони евра и важи за една од општините со најдобра наплата. Тоа е сосема нормално. Видете, во општина Центар се и најголем број на деловни објекти каде што се плаќаат нели повисоки даноци и повисоки давачки, тука е концентрирано се. Тоа е сосема нормално во општина Центар најмногу да се собира, но не е нормално некаде воопшто да не се собира. Во овој контекст, дали тука планот 21, акција 21, во кој што има дигитализација, интероперабилност, тука може да помогне и да го реши еве овој проблем со воспоставување на некаква датабаза? Никогаш не е доцна. Треба да има казни, меѓутоа треба и некаде да се почне. Управата за јавни приходи имаше многу добри проекти за воспоставување на датабаза и интероперабилност, каде што воспоставија целосно внесување на сите податоци во базата да може да се следи имотот и така натаму, и да може да се следи секоја трансакција. Сега тие самите ни пресметуваат данок на годишна основа, не морам јас да правам пресметка да пополнувам образец како што беше тоа до пред 3 години. Значи тие направија многу. Таму влегоа многу проекти од кои што се обезбеди таа инфраструктура и софтвери кои што обезбедуваат водење, воспоставување на регистрите и користење на тие бази. Очигледно овде станува збор за намерно не воспоставување на таа база. Зошто само таму да нема база на податоци? Како може тоа? Повторно, нека повели директорот на управата за јавни приходи да објасни. Хајде да се држиме до новиот план кој што го објави владата. Колку ќе не спаси од проблемите со корупција. Вака на изглед
се смета дека се тргнува од најситната корупција, што не значи дека и не треба од таму да се почне. Меѓутоа, според вас, каква оценка давате за примена на овој план? За примена ќе видиме. И ова се примери од примена на тој план, затоа што станува збор за толеранција внатре, за примена на етичкиот кодекс и за сите многу други работи кои што влегуваат во тој план. Јас лично мислам дека добар е планот. Значи да, не е лошо да имаме таков план со такви мерки кои што се приоритет, вклучително обезбедување на услови за работа на антикорупцијската комисија, нели просториите па софтверот и така натаму, кој што ќе придонесе за интероперабилноста, сите активности што тие ги преземаат сега за да се воспостави таа интероперабилност која што ќе биде потребна и на ќе им биде потребна и на јавното обвинителство, на истражните центри, воспоставување на тие истражни центри, обезбедување на простор за работа на истражните центри, значи сето тоа е добро. Не велиме дека не е. Ќе почне да видиме како ќе почне да се спроведува сите тие мерки. Воспоставување на точки за пријавување од заштитени укажувачи. Закон кој што го имаме од 2016 година. Уште не заживел. Сега владата ги задолжи сите министерства и сите други институции, вклучително и приватниот сектор, тука има обврска, да воспостават и јавно да објават точки за пријавување од страна на укажувачи. Потребно е да се оди чекор понатаму, потребно е да се обучат и тие луѓе, потребно е граѓаните да се информираат, а потребно е да се обучи и судството како тоа ќе постапува во заштита на укажувачите во ситуација кога нивното заштитено пријавување ќе биде загрозено, што исто така е многу голем елемент во борбата против корупцијата. Значи, да, тие детали од акцијскиот план на владата за борба против корупцијата се во ред. И добро е, ако сето тоа таму што е наведено, се спроведува со поддршка на владата и без исклучоци од овој тип како што до сега ги зборував. Кога зборував со Ивановска на оваа тема, која што беше актуелна пред неколку дена, незината порака беше владата да не заборави на партиските вработувања. Според последното истражување на БИР, од 38 раководни лица, 29 се со партиски багаж, од кои што 26 мина се директори. Да, Билјана со право го спомнува ова. Знаете, ние работевме на таа анализа за ранливост од корупција при вработувањата, каде што и дадовме на владата 140 препораки кои што треба да ги исполни. И пред еден месец, точно една недела после индексот, го објавивме извештајот за мониторинг, дали владата нешто направила во однос на тие препораки и кажавме какви се резултатите. Сега очекуваме за неколку недели да излезе вториот извештај од мониторинг. Постапките за вработување покажа дека постојат многу високи ризици од корупција, постои висока партизираност, политизираност, не постојат јасни критериуми, законите не се јасни, постојат голем број на дискрециони овластувања од страна на лица кои што носат одлуки, не се јасни процедурите и критериумите и сето тоа треба да се води сметка. За тоа владата треба да ги задолжи и ги задолжи надлежните институции, вклучително и Министерството за информатичко општество, да видат како ќе тече спроведувањето на тие препораки. Но ова е битно прашање затоа што засега голем број на граѓани и затоа што влијае или ни ги партизира институциите, влијае на состојбата со корупција Меѓутоа, во какви самите се институции. заложбите без да се донесе законот за раководни Имаме, значи тој закон е во заглавен е во собрание, беше Не. пуштен па повлечен, што Не, се случи тој со закон повторно се работи, се преработува. Тој закон и ќе биде донесен. Значи, сите тие работи се во тек и сето тоа е нешто што треба да се преземе. Ние во првата проценка на имплементираност на тие препораки кажавме дека се почнати активностите за овие закони кои што се во фаза на финализација и усогласување, кои што повторно треба да се постигне тој политички консензус, односно да поминат во собрание. И очекувам дека тие закони кај да ќе излезат, ќе бидат донесени
и тие се само дел од она што треба да се направи во сферата на вработувањата, затоа што ги засегаат високите служби, носителите на функции на високите државни службеници, начинот на кој што тие се поставуваат, назначуваат да се обезбеди поголема компетентност и професионализација. Што е со ВД директорите? Тие се посебна приказна. Значи се користат како параван за избор на раководни лица, всушност се заобиколува регуларниот пат на избор, конкурс, проверки. Тука не се само ВД директорите. Кај ВД директорите постои проблемот на неможност за носење на одлуки. Знаете, ако немаш целосно властување, само си ВД директор, тогаш не можеш до крај целосно да управуваш со институцијата, односно да ги носиш потребните одлуки. Една работа е дека луѓето се назначуваат без да се спроведе целосна со закон утврдена постапка и се држат, како да кажеме, на кратко јаже, затоа што не се знае до кога ќе бидат тука, нели утре може да меѓутоа се случува и да бидат подолго од што е предвидено. Максимум е 6 месеци, меѓутоа тие остануваат и по година, две на... Значи, да, остануваат и не им се дава целосна сила за раководење со институцијата. Тоа е голем проблем. Тоа е хендикеп на кој што тие се назначуваат. Значи, сето тоа е дел од овој извештај што ние го објавивме во однос на вработувањата. И ова е дел од тој извештај. ВД директорите. Така, таму се напишани и наодите наши од состојбата со вработување по договор. Затоа што ние имаме ситуација кога вработените по договор после 2 години или мора да си одат, но голем дел од нив повторно ги заобиколуваат сите постапки за вработување, па влегуваат на мала врата вработувањето по договор се трансформира во вработување без да се помине процедурата која што би била нормална во случај на конкурс. Ако со овој нов план се почнува со решавање на ситната корупција, од шелтерски работници, каде завршува низата во таа пирамида ТАСЕ? Не ве разбирам кога зборувате за ситна корупција. Еднаш посочивте дека големата корупција е во врвот на власт. Така е. Големата корупција... На што мислевте? На кого? Имате ли конкретно, со случај и претходно зборувавме? Имам случај, јас ги зборувам постојано случаите, па и ова се случаи. Имаме многу случаи АФИС, имаме случаи банки, имаме многу случаи кои што чекаат да бидат разрешени. И редица од случаите кои што ги постапуваше и специјалното јавно обвинителство и други случаи кои што се наоѓаат во јавното обвинителство и кои што чекаат на своја разрешница. Тие случаи се од каде што се контролира државата. Тие се врзани со висока политика и висока власт и вклучуваат високи износи. Ова зашто зборуваме во програмата на владата, тоа е решавање на ризиците од корупција за секојдневните активности на граѓаните, за да може да се врати довербата во институциите. Но не може да се врати довербата во институциите ако ние знаеме дека од друга страна ова се друго ќе се толерира или некој ќе ужива заштита и нема да одговара за своите постапки. Значи, и само што тој дел не е работа на владата. Реков, владата треба да се вклучи со поддршка, со обезбедување на услови за работа на институциите, но не треба да се меша во нивната работа. А таа се меша во нивната работа. Дали имаше мешање на владата во случајот со Сашо Мјалков? Апсолутно. Не може да излезе премиерот и да каже дека тој раководел со оперативниот тим за враќање на Сашо. Од каде тоа? Од каде таква надлежност? Тоа не е работа на премиерот. Значи, апсолутно имаше мешање и тоа не треба да се прави. Во овој случај остана неразјаснети неколку околности. Исчезнувањето на господинот Мјалков, тоа дводневно исчезнување, и евентуалните пропусти кои што сега се истражуваат во обвинителството, а таа истрага ја води обвинителката Ленче Ристоска. Според вас, вие го следите медиумски, ги немате сите детали. Меѓутоа, на што укажува првичниот впечаток и анализа во однос на пропустите, каде требаше да се бара одговорноста, дали досега требаше да видиме некаква одговорност? Значи, повторно имаме елементи на неорганизираност, на неподготвеност, на неподготвеност во смисла кога имаме еден таков случај,
за една таква фигура, за која што сите велевме дека е број 1 во државата, ги носи сите одлуки, влијае на сите одлуки, ги контролира сите бизнеси, го контролира премиерот, партијата и така натаму. Значи, зборуваме за таков човек. Ние, односно институциите, мораше да бидат подготвени и да направат анализа на ризик и проценка. Дали постои можност да имаме ситуација на исчезнување, на бегство, на било што, доколку ние сакаме тоа лице постојано да биде присутно. Да, за тоа лице немаше изречено друга мерка, освен дека треба да се јавува повремено, немаше никаква друга мерка дека треба тој да биде, не знам, постојано на едно место или да не може да се движи. Сега тука каде е одговорноста и што се случи за да имаме 2 дена една таква ситуација да сите во држава се чудат каде отиде лицето. И системот е прогласен за нефункционален и А виновен. повторно се враќаме на системот. Ама системот, ако е системот поставен во некаква норма, во закон, тој закон треба да го спроведуваат лица. Ако ние знаеме во оваа држава кој што прави, ако ние знаеме што е работа на премиерот, а што е работа на обвинителот, тогаш ќе биде јасно каде е одговорноста. Значи, ние мораме да знаеме кој во судот и во обвинителството морал нешто да преземе, а не преземал, за да оваа ситуација не се случи. Каква е За мене е логиката? уште поголемо прашањето, од каде дојде до тоа да решението биде врачено од страна јавниот обвинител. Тој е странка во таа постапка. Како можеше таму да се оди по решение? Кој го договори тоа во позадина и можни ли се, дозволени ли се таков тип на договарање? Јас се надевам дека оваа истрага која што сега ја води Ленче, во неа имам голема доверба, дека ќе ги даде одговорите на сите овие прашања. Тука има уште неколку прашања поврзани конкретно со обвинителството за гонење организиран криминал. Шефицата на тоа обвинителство, Вилма Русковска, разговарала со двајца членови на владата, со министерот за правда, Бојан Маричик, и со министерот Спасовски. Прво, се зборувало дека во тоа е чаршиски муавет, дека Сашо Мјелков се подготвува да бега. И тоа се збори со министер за правда на неформална средба. При тоа ниту се известени незините колеги кои што го работат случајот, ниту шефот Љубомир Јовески. Дали уште тогаш требало да се реагира? Министерот за правда вели, јас немам никакви ингеренции, барав да се провери оваа информација и да се постапува понатаму. Знаете што, ништо во комуникацијата помеѓу тие 3 функционери не е неформално. Они треба тоа добро да го разберат. Тоа произлегува од нивната функција. Нивната функција подразбира дека се на функција 24 часа 7 дена во неделата. Не може обвинителот неформално вон работно време. Кој е работното време на обвинителот кога има таков случај? Или министерот за внатрешни работи, за да не ги алармира веднаш сите негови институции, за да ги свика барем да се посоветува што може да се направи, или да смислат како да превенираат да не се случи такво нешто. Значи, не може да се користиме со изговорите, ама јас тоа го слушнав неформално на кафе пиење. Секоја информација треба веднаш да се провери. Нема неформално добивање на таква информација од страна на јавен обвинител и од страна на Меѓутоа, што министер. правил јавниот обвинител со 2 пати добиени слични неформални информации со слична содржина. Еднаш била чаршиски муабет, цитирам, другиот пат била од извор. И се чекало потврда од Министерството со сите своји структури, кои што не можело да ја потврди таа информација. Зошто обвинителството, конкретно Русковска, не побарала од колегите да се бара притвор? Знаете што? Има ли тука некаква одговорност во тој врв? Да имавме некаков систем, различен од нашиот, за се бара одговор и одговорност на тој јавен обвинител, да биде тој изложен на јавно испитување
и барање јавно да ја објасни својата постапка и своето однесување во таа ситуација. Ба ја објасни, меѓутоа дополнително излегува нови моменти кои што не ги кажа во првичната Кога зборувам верзија. за јавно, значи пред соодветен орган за етика, за интегритет, за професионално постапување, за да се провери нејзиното постапување дали било сосема во склад со процедурите и законите. Повторно ќе кажам, исто како што рековме претходно за владата, ваков тип на објаснувања не се соодветни. Ние мораме сето тоа да го ставиме во рамка на закон и во процедура предвидена во закон, за да се донесе одлука заснована на закон, за одговорноста, за стручноста, професионалноста во однесувањето на јавниот обвинител. Зошто треба јас да верувам на зборот на Вилма Русковска дека постапила така како што треба? Сакам да знам дека тоа е така предвидено во сите нивни правила за работење и во законот за кривичната постапка. Значи тоа мора некој да го провери. Ние повторно се враќаме на тоа. Ние имаме систем кој што не функционира, имаме закони што не се имплементираат, имаме мешање на надлежностите, секој се меша во се и секој одлучува за се, никој за ништо не одговара и токму заради тоа постојат ваквите случаи. Никој не одговара ни за јавните набавки, ни за грешките во лекарското работење, ни за грешките во обвинителското работење и се сведува на тоа јас стојам за довој. Не може тоа така. Треба да се поработи и на лоцирањето одговорност и на вистинската одговорност да треба да биде спроведена. Очекуваме и случајот со дводневното исчезнување на Мијалков да го разреши јавното обвинителство. Тоа го очекуваат и граѓаните, што се случувало, зошто не било постапувано и како било постапувано. Не знам дали е можно во рамки на разгледување на извештајот за работа, ама тој извештај за до година, некаква форма на јавно испитување на оваа ситуација, јавно испитување на ситуациите за набавка во влада. Значи мораме да обезбедиме јавност и отчетност во сето ова. Та се вас благодарам за разговорот.